Продолжувам точката 105, која што е на дневен ред на денешната седница, или предлог закон за изменување и дополнување на законот за батерии, акумулатори, отпадни батерии, акумулатори, да се стави на трето место. Точката 106, предлог закон за изменување и дополнување на законот за управување со пакување и отпад од пакување на четврта точка, бидејќи овие се првите законски решенија кои што после 2,5 години ги добиваме од Министерството за животна средина и редно е, еве се скршил мразот, како да кажам, поднеле некое законско решение и барам овие да им дадеме приоритет на Министерството за животна средина и просторно планирање. Исто така, барам да се повлечи точката 35 од дневниот ред, или предлог закон за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. 35. Замислете, предлагаат предлог на закон по скратена постапка со желба нешто да се протурка што е против граѓаните, а заради одредени субјекти кои што се токму лично засегнати од овие измени кои што ги имаме во ова законско решение. Зошто барам ова точка која е штетна за граѓаните да се тргне од дневниот ред? Заради неколку исклучително важни и сериозни причини. Прво, со ова законско решение се врши класичен грабеж на државниот имот. Второ, вие со вакви законски решенија кои што се носат само за одредени моќници, испраќате една извитоперена порака на граѓанството и им викате: градете на диво, а ние сме тука да ви ги легализираме објектите, додека пак оние кои што ги почитувале законите и биле совесни пред правдата, тогаш тие ви се за подкосурување и за потме. Трето, овој закон не се заснива на начелото на еднаквост, што значи за едни ќе биде мајка, а за други ќе биде маќа. Ова законско решение не ги опфаќа подеднакво сите граѓани кои што живеат во Република Македонија. Четврто, со ова законско решение, замислете, владата на Социјалдемократскиот сојуз им дава можност на операторите да си ја легализираат кабловската инфраструктура која што е градена во државата од средства од граѓаните во период од 1995 година до 2000 година. Тоа е општ грабеж. И петто, со ова законско решение не е предвиден, замислете, ниту еден механизам кој што во иднина нема да дозволува изградба на бесправно изградени објекти. Едно вакво штетно законско решение не смее да биде на дневен ред, а уште помалку вие, почитувани колеги, треба да му дадете пас. Пратеничката има 3 предлога.